Почитувани, во ова видео ќе ви прикажеме како изгледа предавање со конференцискиот сервис Zoom. Ова упатство е наменето за професори. Тука ќе имате можност да видите како овој софтвер се симнува, како тој се инсталира, како тој се користи, какви се функции има и кои се можните проблеми при наставата со ваков конференциски сервис. Најпрво, потребно е да ја отвориме официјалната страна на Zoom. Тоа е zoom.us и од аспект на професор потребно е да го инсталираме Zoom клиентот кој што се наоѓа во долниот дел од страната, во делот Downloads. Избираме Meeting Clients. Понатаму го симнуваме клиентот кој што е даден прв на страната. Избираме Download. Се симнува еден мал софтвер кој што треба да го инсталираме на нашиот компјутер. Откако ќе се симне овој софтвер, кликаме на иконата и таа автоматски се инсталира на нашиот компјутер. Но пред да почнеме со одржување на часот, потребно е исто така на оваа страна секој професор да направи свој акаунт. Како тоа се прави, ќе ви покажам сега. Значи, отвораме уште еднаш страната zoom.us на почетната страна. Избираме Sign Up, it's free. И овде ги оставаме сите податоци кои што се потребни за да конференцискиот сервис ни даде пристап до софтверот. Може да се поврземе исто така и со Google акаунт или со Facebook акаунт. Откако ќе го направиме тоа и се инсталира нашиот софтверот на нашиот компјутер, пристапуваме кон Sign In, ја внесуваме имейл адресата за која што веќе претходно направивме акаунт и го поставуваме нашиот пасворд. Избираме Sign In и со тоа пристапуваме директно во конференцискиот сервис Zoom. Што имаме на оваа насловна страна? Пристапување директно во конференциска врска за одржување на час. Може да пристапиме исто така и кон друга конференциска врска, кон календарот и кон share screen. Во вториот тап може да го видиме чатот со учениците, односно студентите. Во третиот тап Meetings може да го видиме нашиот ID број. Овај ID број е битен и овај ID број треба да им го дадеме на учениците или студентите за тие да можат да се поврзат со нас и да може да изведуваме онлайн настава. И во четвртиот дел контакти, каде што може да ги внесуваме нашите контакти кои што ни се потребни за конференцискиот сервис Zoom. Се враќаме на насловната страна, не користиме видео поврзување, но ја маркираме оваа опција користи го мојот личен ID број. Пристапуваме кон изведување на онлайн наставата. Откако тоа ќе го направиме, конференцискиот сервис Zoom се поврзува со своите сервери во Zoom и можеме да изведуваме веќе настава. Да видиме што имаме тука. Пред да почнеме со настава, најдобро е професорот да ги тестира своите звучници и микрофон, односно headset. Избираме оваа опција тука. Доколку ги слушаме звук на нашите звучници, избираме тука да, доколку не, проверуваме дали овде имаме два или повеќе звучници инсталирани на нашиот компјутер. Понатаму во вториот чекор се тестира нашиот микрофон, автоматски тој снима. Понатаму во вториот чекор се тестира нашиот микрофон, автоматски тој снима. Се движи оваа лента сино тука и си го слушаме својот глас, тоа значи дека микрофонот е во ред. Кликаме сино на тука и си го слушаме својот глас, тоа значи дека микрофонот е во ред. Треба да го избереме другиот микрофон кој што ни е достапен тука во оваа опција. И од овој чекор сме спремни за изведување на онлайн настава. Одиме на Join with Computer Audio и на оваа опција влегуваме уште еднаш Join with Computer Audio. Во
Во овој чекор ние можеме да ги, секако во договорен термин, можеме да ги очекуваме нашите ученици и да се поврзат со нас и да можеме да изведуваме настава. Што друго имаме тука од алатки? Го имаме микрофонот, кој што доколку функционира, се појавува на него зелено светло. Го имаме видеото. Понатаму, преку оваа опција Invite може да поканеме ученици, односно студенти, да се приклучат кон нашето предавање. Во менаџирајќи учесниците, може да видиме колку учесници имаме во моментот на час и кои се тие. Понатаму имаме опција за правење на анкета, опција Share Screen и опција Chat. Овие опции дополнително и подетално ќе ви ги представам преку слика и ќе видиме кои се дополнителни функции ги имаме тука. Значи, ќе одиме директно од овој чекор. Овој чекор е, значи, лентата која што ја има секој професор. Микрофонот, видеото и другите алатки. Откако ќе ја вклучиме ова опцијата Share, сите ученици, односно студенти кои земаат учество кај нас на онлайн наставата, го гледаат мониторот на професорот. Таа е добра функција која што се користи за прикажување на мониторот на професорот према учесниците, но исто така и учесниците можат да го прикажат мониторот секако по ваше барање кон вас, за да вие им помогнете да може да пишувате, да може да го контролирате нивниот маус и нивната тастатура, да им помагате во пишување, во откривање или решавање на некои било какви проблеми за време на наставата и така натаму. Друго нешто што е дополнително, значи откако ќе кликнеме опцијата Share, оваков екран, ова лента ни се покажува на горниот дел од екранот. Тука се покажуваат уште две други алатки: паузирај го Share скринот, стоп Share скринот и дополнителните алатки за во наставата. Тие дополнителни алатки за во наставата изгледаат вака: маус, селектирање, пишување на виртуелен текст, цртање на најразлични линии, квадрати, кругови, маркирање, стрелки и така натаму, ставање на печат, истакнување на некои работи, бришење со гума, форматирање, тука се форматира боја, се форматира големина на текст и така натаму, и бришење, односно зачувување на ова виртуелно што сме го пишувале на нашиот екран или на екранот на ученикот. За прекинување на Share Screen кликаме на опцијата Stop Share Screen. Најчесто кај учениците се јавува проблем што не можат учениците да не слушаат или не можеме ние да ги слушаме. Тоа се јавува од проблем заради исклучен или неправилно подесен микрофон или звучници. Во конференцискиот сервис Zoom, се враќам назад на софтверот, во конференцискиот сервис Zoom можеме во секој момент да пристапиме на подесување и овде како професор гледаме повеќе подесувања. Гледаме генерални подесувања, видео, аудио и други типови на подесувања. Да видиме што имаме тука во аудио поврзување, бидејќи тоа ни е битно. Вака може на овој истиот начин да ги навигираме нашите ученици или студенти, да ги тестираат своите звучници, дали тие работат, и да го тестираат микрофонот, да видат дали е тој во функција. Да го зголемат или намалат гласот на микрофонот, или да го вклучат на автоматско подесување на микрофонот. Понатаму, друга помош кој што е добра за професорот, кој што треба професорот да знае, е тоа како да ги воведе или како да им укаже на учениците да ги проверат преку својот компјутер своите микрофон и звучници. Доколку учесниците користат Windows оперативен систем, во преварување пишуваат Control, се отвора Control панел. Во Control панелот избираат Sound и во Sound исто така можат да се проверат нивниот микрофон и нивните звучници, дали тие функционираат и дали тие се во ред. Бидејќи некогаш може да се случи овде
микрофоните кои што ги има учесникот на својот компјутер да бидат исклучени или да бидат исклучени или да бидат вклучени на најтивко, па на тој начин да не може да комуницира нормално со професорот и со остатокот од учениците или групата на студенти. Тоа би биле комплетно сите работи кои што еден професор треба да ги знае во врска со конференцискиот сервис Zoom. За крај на наставата, професорот секако избира крај на наставата и со тоа се фактички автоматски се исклучуваат и студентите и учениците и сите останати членови кои што заемаат учество на онлайн наставата. Ви благодарам за вашето внимание.